Жителите на Њу Јорк се радуваат поради усвојувањето на пионерската легислатива која гарантира дека работодавците не можат да одбијат да вработуваат поединце врз основа на нивната тежина или висина, а исто така наложува рестораните и другите јавни места да обезбедат соодветно сместување. Има и други закони во земјата, но ова е најголемиот град што усвоил таков закон и тоа е првиот што е донесен по неколку години. Значи ова е навистина важен и возбудлив ден за нас. Влијанието на законот кој треба да стапи на сила на 22 ноември нуди ветување за оние кои биле погодени од таквата дискриминација. Тоа многу ме радува. Цел живот бев дебела. Луѓето ме критикуваа, ми се подсмеваа. И овој предлог закон што поминува, тоа е почеток луѓето конечно да признаат дека ова се само човечки суштества кои ги заслужуваат истите основни права како и сите други. Тигрес Осборн е председателка на Националната асоциација за унапредување на прифаќањето на дебелината и очекува законот во Њу Јорк веднаш да стапи во сила. Ќе видиме како работодавците посветуваат поголемо внимание на инклузивни практики за вработување. Ќе видиме како собствениците посветуваат поголемо внимание да се осигураат дека ги третираат сите станари подеднакво и ќе видиме дека сите што управуваат со просторот повеќе размислуваат за да не бидат земени на одговорност ако нивните простори не се достапни. Иако законот дозволува правна постапка во случај на дискриминација врз основа на висина или тежина, Осборн вели дека тоа не е примарниот фокус на напорите на групата. Нашата цел не е да гледаме повеќе тужби. Нашата цел е всушност да видиме како луѓето прават промени во нивните средини, за да не мора да бидат тужени. Не сакаме да гледаме нагорен тренд на вакви спорови. Сакаме да видиме дека новиот пристап кон дебелината е тренд. Сепак, некои правни експерти велат дека законот донесен минатиот месец ќе понуди попристапен правен пат за луѓето кои веруваат дека биле дискриминирани. Ова е пресвртница за дискриминација на лицата со прекомерна тежина и дискриминација на ниските луѓе. Сега можеме во многу случаи да одиме до вистинскиот извор на дискриминацијата така што ова се остварливи тужби. Тие не беа остварливи во минатото. Гледам дека многу држави го имитираат Њу Јорк Сити овде. Не сите го делат ставот дека овој закон е корисен. Тоа не е корисна порака. На американците им е потребна помош за слабење. Во моментов 40% од возрастните американци се класифицирани како дебили и речиси 70% од возрастните американци се класифицирани со прекомерна тежина. Потребна ни е помош за слабење. Треба да изгубиме тежина. Олеснувањето на прекомерната тежина не е баш корисно во моментов. Иако е тешко да се кажат долгорочните импликации на законот, експертите предвидуваат дека тој најверојатно ќе стане поле во подем за трудовите адвокати бидејќи слично законодавство се шири и во другите градови во САД.